Почитувани, добре дојдовте. Ја следите новата епизода на подкастот Зрак со доктор Марина. Влеговме во месец ноември, месецот на машкото здравје, познат под името Мовембар. Зашто? Овој месец е познат по тоа што се поткренало првото движење за машкото здравје во Мелбурн, Австралија, 2003 година, кога група на 30 пријатели започнале да носат мустаки, со цел да ја покажат својата популарност. Изненадени од како ги носат мустаките, започнале едно ново движење во кој ќе се зголеми свесноста кај мажите за карциномот на простата, карциномот на тестис и менталното здравје. Пред да го започнеме разговорот со докторите, ќе слушнеме една приказна од еден наш пациент кој сакаше да остане анонимен. Добро вечер. Добро вечер. Вие се изборивте со карциномот на простата и сакам нешто да ни објасните околу симптомите, кога прв пат се јавивте кај нас на онкологија и каде прво се обративте пред да одите на онколог и како следеше третманот. Првите симптоми се работи негде околу 2018-19 година. Чувствував печење. Така. Народски кажано печење во долниот дел од стомакот. Имав константни болки на десната страна поготово. И сега, пошто јас имам проблеми и со бубрезите со камења, се оддавав не на претпоставувавте воопшто дека имате нешто. Претпоставував дека се камчињам многу долго време имам проблеми со камењата. А и на тоа, мислев на тоа, меѓутоа не поминуваше. Тоа траеше, така? Траеше и се појачуваа болките. И отидов на урологија. Имав голема среќа веднаш да ви кажам дека наидов на прекрасни луѓе. Разговаравме, ја објаснив цела ситуација, разговараме и тој веднаш беше дециден и јасен. Вика, јас сум хирург и работите ги решавам на прва. Не сакам да почнуваме, пошто ја раскажав цела приказна какви маки имам, што имам маки и друго. Ми ги кажа методите како што, дека треба преглед да се направи, нивни стручни изрази таму, ехо проверуваме таму, меѓутоа и ректално, како го кажа таа проверка. Преглед, така. Веднаш кажа, ова мора на биопсија да иде. Така. Што мене ми беше малце ме подисплаши, меѓутоа не, пошто и пред тоа имав, оддалеку пред тоа, пред многу години, чисто ради проверка правена биопсија, меѓутоа многу безболно го поминав тоа. Али за веќе годините ме навјаса и не ми беше баш сеедно. Така да... Како, после биопсијата, како емоционално го доживеавте? Како ви соопштија и како емоционално го доживеавте кога ви кажа Динка имате карцином? Многу тешко, нема што да кријам. Само отидов да го земам резултатот и медицинската сестра што ми го даваше, повелете и го сврти грбот. Се тргна на страна, викам се извинувам, јас да ми кажете барем што пишува, како што. Па ете прочита, се осетив дека нешто не е баш како што треба, така. Ама ви пишува таму, вика и ми го покажа со прстот, кај што пишува дека е карцином. Темнети букви, карцинома простата. Така. И мене, верувате, ми се заврти наопаку и пот, и таван, и све. Жената си замина, што е нормално, са нема што да ми прави. Излегов тоа, сигурно знаете тоа, на урологија горе на втори спрат, одходникот, и скали. Се фатив за таа цепките, што се за рачките, како за ракохватите на скалите, и во моментот размислував, дали да идам надоле, или да едно се исплашив до тој степен, на 65 години тогаш, колку имав 63 години, се исплашив. Едноставно немав решение во моментот. Што си помислите кога ја видовте диагнозата? Сите црни мисли. Сите црни мисли, одма дека ќе умрам, дека е рак, дека да. А да ви кажам искрено, имам лошо искуство, имам и пред тоа. Двајца први братучеди ми почина од таа работа. Има година, 2-3 максимум живеа после запад некаков си не знам што, меѓутоа далеку пред мене тоа беше. И едноставно безнадежно се чувствува знаејќи ги тие работи, знаејќи ги болките што ги трпев и знаејќи сега што е веќе рак, народски кажано, тоа е рак. Да. Ме фати страв.
Да. Каде прво се обративте? Дали Прво, дома пред семејството кажавте како во реагираше семејството, во исто фамилијата? време и сопругата беше на некаков си перелет таму и се чекавме прелезот и ме гледа јас ни на небо ни на земја, едва и по се чуваме по телефон, се чекаме тука, вика што е работата? Викам до тука било. И она почна да плаче, што е било до тука? И сега е Што се молчина, случува? Да. вика, смири се малце, да ги викнеме децата прво. Да. Ама што ќе ги Да им викаме, што ќе кажете. ги малтретираш, викам сега. Тоа е и идеме да бараме чаре, што е како е. Не. А они веќе пред тоа насетувале што е како е, овој докторот на синот му имал кажано. Јас да разговарам знаел прво така со него, претходно. после идеме у еден кафич седнуваме со керката со синот, вика, се смее тој, вика, ја недела дена се борев, вика, со тоа како да ти кажам. Како ќе ти Ти известат? организирав, ќе одиме заедно кај докторот, повторно, и ќе ти објасни све. Веднаш, Така. Скендер Саиди се вика докторот, Така. прекрасно човече, ме седна, вака вика се работи. Опциите се тие. Имаш без зафат 10 години максимум, со зафатот никаква гаранција не ти дава, меѓутоа, Така. ти гарантирам дека и среќна околност ќе ти биде, вика, ако се напатиш за зафат, за скоро време треба да дојде доктор Зоран Крстановски, човече овој е македонец, меѓутоа работи во Словенија. И има вслушано во меѓувреме Така, во тој момент бил тука. Така. дека тешко се стигнува до него, треба малце повеќе ургенции, запади, вакви така. Ме смири доста. Не смири доста човекот, ми даде надеж дека сепак не е светот толку Така, црно. не е крај на дека светот. може би Така, не сум дека- јас од тие што одреден да бидам Точно. до тука било. Точно. Така. После После тоа, следеше операцијата. операцијата, значи во февруар негде Така. месец се случуваше сето тоа, во април, на 8 април ја направивме операцијата. Се уште Се. нејасно дека јас ќе бидам од позитивната страна да гледаме. Така. Заврши операцијата за крат, многу малце ме држеа таму, пошто лапароскопски не беше класична операција, него лапароскопски беше. Ми рече дека види, пријателски ти кажам, дека сакам и до онкологија да отидеш. Јас ќе ти упатам каде да одиш, што треба да кажеш како. Ми помогне околу таа работа и таму имав среќа, доктор Вита Стојановска беше мој матичен онколог, Така, што се вика, онколог, ме прифати. да. Многу љубезно ги Феноменално. објасни сите буквално потези што треба да ги правам, треба да бидеш дисциплиниран, треба да бидеш Послушен пациент. да веруваш Да веруваш дека ќе бидеш добро. сепак е превземено све што треба Така. од страна тоа. Значи преблагодарен сум на вистина, ме прифатија и едните и другите. Поголема среќа. Сега во моментов си без терапија, така? Да, ја примав. Сега не ги памтам имињата на Добро. лекарствата. Да. Инекцијата беше на 3 месеци, Така. а апчињата ги пиев Хормонска секој ден. терапија, така Хормонска е, терапија, така, да. Не беше добро. она класична, Добро. како се Да, вика, хемотерапија. Да, не хемо, не него хемо, не хормонска да. терапија. Сега во моментов сте без терапија. Колку години помина од Значи, диагнозата? помина 5,5 години. 5,5 2019 години. година, од април, 5,5 години. И јас, Така. Сега докторот ми рече, после тоа, како да се понашам? Како што си се понашал со пред тоа. претходно. Ама, Така, со си ја помалку послушав стрес. и докторката, треба да внимаваш за некои работи да сега колку ние сме дисциплинирани тоа од кој ќе заврши сета работа баш Забораваш. се забораваат некои работи, меѓутоа Така. си постои, стравот си постои и ден денес, меѓутоа јас сум лабав во смисла дека е расчистено тоа, Да. исчистено што би се рекло народски кажано. Така. Дали стравот постои уште? Секако. Секако Секако, ќе. затоа што сепак са, да не бидем наивни, имам слушано, имам пријатели, имам другар мој што е исто како мене се опериран, меѓутоа тој после 6 месеци од дебело црево, па еве го сега, и пред мене се Така. оперираше. Само тоа што за го слушате од другите и све тоа, на се уште плуќа му стравот отиде на се друго. постои. Јас се радував, кај некој траеше многу кратко од тие периоди. Така. Дали консултиравте психијатар некој во текот на... Не отидов, немав потреба, Така. затоа што имав вистина прекрасни луѓе што ме ослободија. Искрено кажам, ме Значи ослободија. друштво, пријатели, Моите семејството. дома, а и со пријатели кои ќе Така. разговарам. Највеќе докторите. Така. Доктор Вита и Скендер. И ден денес Така. одржавам контакти со докторот. Се советувам се што е, како е, контролите ги правам редовно на 6 месеци, нели, Така. ПСА-то да се провери. Така. Задоволен сум, презадоволен. Така.
Ви благодарам. Нема на што, драго ви беше, ви благодарам и на вас. Вечерва наши гости се доктор Виктор Станков, доцент на Универзитетската клиника за урологија, клинички центар Мајка Тереза, и доктор Александар Истецки, специјалист, доктор психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Добре дојдовте. Првото прашање ќе го упатам за доктор Виктор, да прашам, еве жените редовно одат на прегледи, се прегледуваат, цело време фокусот е према жените. Дали е тоа исто и кај мажите? Како е со контролни прегледи кај мажите? Дали редовно се јавуваат на прегледи? Дали како е нивниот став? Добро, ти благодарам за поканата во оваа емисија и се надевам ќе имаме една продуктивна дискусија. Што се однесува до контролата на мажите, морам да кажам дека не е исто како и жените, а не и треба да биде исто. Кај мажите по гајдлайнси, односно европски и амерички гајдлайнси, по кои ние се ориентираме, потребно е да се посетува уролог над 50 година еднаш годишно. Односно, може да кажеме, минимум еднаш до два пати годишно, да. Так. Тоа значи доколку мажите немаат проблеми. Доколку има проблем, тоа се подразбира дека треба да се дојде на уролог, значи во зависност од проблемот исто да се третира. Али такви рутински контроли, значи кај мажите не треба да има. Односно, нема потреба да има, како кај жените. Така. Кога зборуваме за заболување како карциномот на простата, значи за кој е потребен скрининг. И тоа е чест кај, знаеме, кај постарата популација, односно над 50 години најчесто. Така, кај повозрастните. Вака, дали доаѓаат пациентите кога имаат, да речеме, тегоби или се кријат подолго време и после тоа доаѓаат на уролог кога веќе ќе се настанат некои компликации, дали одат, сакам да кажам, дали контактираат доволно со уролог во нашава држава, не е според гајдлайнси, него дали општо консултираат уролог, еви младата популација, повозрастната популација за било какви проблеми? Тоа е одлично прашање. За жал, како да кажам, живееме во земја каде што свеста на младите се уште не е на ниво на кое што треба да биде. Многу често имаме случаи кај што некое момче, некое 25 годишно момче има тумор на тестис, односно чувствува некоја тврда формација во тестисот. На момчето му е срам да отиде на доктор, тој не иде да речеме да се провери и кога доаѓа веќе тој тумор е во како да кажам, напредната фаза и не е ефектот исти на третманот кој би бил доколку дошол порано. Така да свеста потребно да се качува на ниво и затоа овие Movember движења се добри да се постигне таа цел. Така. Значи да се прават контроли кога треба, да знаеме што треба да проверуваме, кога треба и како треба. Така. Доктор Александар, која е причината? Дали вие имате сознание за зошто мажите не се јавуваат на уролог доволно, дали побарале мислење од вас, дали имате пациенти млади, повозрастни што ве консултирале околу некои болести еве од срам, дали се плашат дека ќе изгубат машкоста со тоа што ќе ви се обратат, не се чувствуваат доволно како мажи? Така, најпрво им благодарам за поканата. Веќе влеговме во месец ноември, кој што е познат, нели, по тоа што е карактеристичен за машкото здравје, да разговараме повеќе, да подигнеме свесноста и ова е одлична прилика за тоа. Знаете, мажите и жените имаат полови карактеристики, органски, нели, но и психолошки, така што тоа е на некој начин и карактеристика на машкото однесување, со тоа што консултацијата и со уролог, и со психијатри, и со било кој тип на лекар го рачунаат како губење на машкоста, губење на сигурноста, губење на силата и момент на слабост. И заради тоа можеби се крие одговорот на прашањето твое, зошто доцна, заради тоа што мисла дека ајде ќе помине, па може ќе се обидеме со некој друг тип на третман, алтернативен, на природна база и така, значи се одложува посетата додека не дојде веќе потешкотиите, симптомите не земат толкав голем замав за да веќе биде и лекувањето подолго трајно и ако сакате, ако зборуваме за карциномот, сега колегата знае подобро, и исходот и процентот на тоа 5 годишно преживување. Особено младите повеќе се кријат. Секако. Колку еве јас како онколог можам да кажам дека обично младите не го кажуваат, колку пати ќе почувствуваат тврдина, ќе напипаат тврдина на тестисите и не го кажуваат тоа. И се јавуваат во веќе поодмината фаза каде што веќе се јавуваат симптоми, да речеме, од метастазирана болест, како што е симптоми од пулмонални симптоми и други.
Знаеш, жените радо зборуваат и на некој начин полесно се одважуваат да се појават на контрола за било која специјално зборуваме, а додека Дали се мажите плашат, не знам секако, тоа. да. Сакам да прашам, дали мажите се поплашливи? Еве сега, Добро така може прашање, јас да, да, види, женски сите- агол тоа го поставам. Ова не знам може како би. мислиш кога добиеш одговор од нас. Не, види, сите Не се за плашиме. контроли зборувам. Сите се плашиме. За нашето јас, здраве, да, само да, нашето точно. ние мажите малку поинакви механизми на одбрана користиме. Прво користиме нели, ништо не тие, нели? Меѓутоа го одложуваме со тоа проблемот не го решаваме и кога ќе дојдеме кај урологот, веќе можеби и доцна, односно и лекувањето е потешко, подолготрајно, последиците се полоши, а знаеш, симптомите на ракот се подмолни и додека се јава таа тврдина и така натака, претходно нели може имаат и отежното мокрење, проблеми со потенцијата, а потенцијата веќе кога ја спомнуваме е тема која што не радо ја споделуваат мажите, без оглед на возраста. Ретко кој маж ќе дојде да ви каже на почеток, знаете како имам проблеми со потенцијата. Така да за таа работа кај нас се уште е табу тема и кога веќе ќе почне тоа да се одразува и на партнерските релации со својот партнер, тогаш се случува и заедно со партнерот да дојдат на преглед, па да се пожалат дека се работи за некаков ваков проблем. И споделуваат, да. Кога е спомна потенцијата, тоа е многу интересно. Тоа е некоја тема која ни е заедничка со Александар како психијатар. Заедничка е бидејќи многу млади пациенти, екстремно млади пациенти на 22-3 години веќе доаѓаат на контрола импотентни, значи неможност за ерекција и они мислат дека тоа е уролошки проблем. Си вика имам проблем со пенисот, Така. не можам да постигнам ерекција, идам на уролог. Воопшто не може да им текне дека практично органот си функционира нормално. Идејата е психолошка, живееме во стресно општество Така е. и доаѓаат на уролог. И сега идејата е ти можеш многу едноставно да им објасниш, ти не си за уролог, иди на психијатар. Мислам дека кога ќе им кажеш дека треба да идат на психијатар, дополнително се влошува Многу тешко го ситуацијата, прифаќаат. дополнително Да. го сваќаат Да. како поголем проблем од тоа што е. Да. Не може да свата дека живееме во екстремно стресно општество и каде што секој втор можеби има психолошки проблем поголем или помал, нели? Што се одразува на Што се одразува на ерекција. Да, значи ти имаш напорен ден на работа, имаш еве да речеме за луѓе кои што работат или имаш испити, учиш, студираш така натаму. Тоа е огромен Мобинг, стрес. бърнаут, Мобинг, се. бърнаут. Втора работа имаме ние време кај што имаме социјални мрежи, имаме Инстаграм кај што се споредуваме со некои ликови што не постојат. Истите тие ликови кои ни се нас узорци, тие не постојат реално, во смисло тие се фиктивни, тие не се реални. И ти не знаеш со што се споредуваш. И ако се споредуваш со некои, да речеме, Бред Пит, недостижно, нели? недостижни ликови, ти секогаш ќе бидеш разочаран. И фрустриран. Ќе бидеш исфрустриран, ќе бидеш искомплексиран. Така е. И многу е важно каде што луѓето и на социјалните мрежи ги искористуваат социјалните мрежи да се пофала за нешто. Еве јас колку добро знам да живеам, еве јас колку сум среќен, еве јас кај знам да патувам. Ако видите на Инстаграм, никој не ги кажува проблемите. Никој не става проблеми, никој не става ситуации кога не е расположен. Секојдневни ситуации никој не споделува. Да, не споделува секојдневни ситуации и Александар е постручен за ова, меѓутоа моje мислење е дека тој дефицит на комуникација и меѓу пријатели води до тоа луѓето практично да не се информирани за овие реални проблеми. Колку е реален овој проблем на анксиозност, на стрес, на страв. А ерекцијата, потенцијата не е на дугме. Последица на ова што го збори. Тоа е последица. И мислам, сакам да ги охрабрам и младите кои што ја слушаат оваа емисија, односно овој подкаст, да не се секираат дека тоа е сосема, не можам да кажам, нормална работа, Често, вообичаено. бидејќи отсуства од нормалното, меѓутоа е многу честа и има третман, нели? Така е. Така да за третманот од оваа категорија може поише Александар да збори, али чисто за моите пациенти сакав да кажам дека не им кажувам одма дека се за на психијатар, туку пробувам да направам некој муабет за да не ги исплашам. Да се Па ослободат некојаш, некако од да, стресот и јас некојаш така пробувам сум со била, некои да. плацебо третмани и така натаму, кај што некојаш има и ефект. Тајна на занаетот, кажи, тајна на занаетот. не ни стигаат до Александар Да, практично некој од пациентите. Некои доаѓаат секако, Некои само треба да доаѓаат. доаѓаат почесто, се разбирам. Се разбираме дека еве ги охрабруваме, јас се користам оваа прилика кај тебе во емисијата да ги охрабриме да не чекаат, да си се јават на време на лекар, за да на време се воспостави дијагнозата, се почне адекватен третман со цел да го подобриме и процентот на излекувани пациенти, зашто тоа е наш сон, како да кажеме, наша мисија, за тоа и работиме, за да сме одбрале оваа хумана професија. Сакаме
happy end да имаме, да им даеме на пациентите и добро здравје и долг живот, така. Да. За тоа треба да работиме сите заедно, да подигнеме прво свеста, да работиме на превенцијата, на промовирање на здрави навики, на подигнувањето на ниво на квалитет на живот, секако веќе да одиме на следната фаза на рано препознавање, на рана детекција на проблемите, на времено лекување. Така. Да не биде предотвратно. Да. Според вас како да се ослободите, да речеме, од стресот? Кои се препораките? Да, види, оние, Дали оние што ги физичката викавме порано, активност, тапшање борба, порамо, работи, да. Тоа, нели, прошетки, здрава исхрана, видите, тоа звучи несериозно. Да, ќе го кажеме, тоа е убаво, Секако. меѓутоа дали тоа се применува, тоа е целата. Тоа е универзален медицински совет, знаеш, не е тоа само наш психијатриски или како да кажам, значи здравите навики секако дека се универзален совет. Значи редукција на стресот има многу механизми, значи како да кажам. Прво е здрава исхрана. Второ е редовна физичка активност. Трето е употреба на некои релаксациони техники без оглед на типот на овие техники. Значи тука спаѓаат медитација, йога, па ако сакате и религија, некои аспекти на практикување на религијата секако. Значи сите овие моменти влија да тој стрес кој што се собира, се кумулира, има кумулативен ефект, на некаков начин го истрошиме, односно го извадиме од себе. Секако тука е и социјалната мрежа, мислам не го вие социјални мрежи електронски, него мрежата на социјални контакти, сакам да кажам, пријатели, роднини, дружење со нив во природа и така натака, значи се тоа има позитивно влијание за да се намали стресот. Доколку тоа не е успешно, тогаш веќе се препорачува да се консултира професионалец. Дали ќе биде психолог, дали психијатар, зависност од изразеноста од симптомите, тоа е едно, а второ, ако има нешто посериозно, ние работиме и тимски психијатри, заедно со психолозите. Ние сме комплементарни дисциплини, не се побиваме една со друга, него заедно работиме со иста цел, секој со различен начин на делување, секако. Јас мислам дека им фали дружба. Секако. Младиве. Да, ова што кажам, вика, само фасада гледаме ние, нели? Да, слики. Најубавото јадење, најубавиот ресторан и тоа е се некако извештачено со милион филтри, со се и делува многу вештачки и тоа е нешто новото нормално, нели? Тоа е нешто ново нормално. Да, новото нормално е тоа, всушност тоа е нели една шуплива работа, само фасада, позадината е шуплива. Дали ќе се согласите со мене дека да речем овој наш менталитет балкански, да го кажеме македонски или балкански, повеќе сака да третира болест него да спречи. Секако. Што сакам да кажам? Значи по дефиниција на Светска здравствена организација вика здравието не е само дефицит односно отсутство на болест. Тоа е генерална физичка, ментална и социјална благосостојба. Така е. Значи, ние ако се водиме по оваа дефиниција, може да констатираме дека многу малку здрави особи има по тие критериуми, а мислам дека луѓето сакаат да ги подловат работите на црно и на бело. Болен сум, не сум болен. Има многу нијанси на сиво, каде што превенцијата, здравите навики што ги збориме константно, значи играат, односно се многу битен фактор, да. Важна улога, да. Така да не е само болен, неболен, него идејата е да се направи еден лајфстайл со здрав начин на функционирање, со здрава храна, спорт, добар сон. Александар не каже за сон. Возрастни на 60 години нема спортување. Сонот е многу важен. Сонот е многу важен за ментална благосостојба, за да може да се функционира нормално, нели? Следниот ден И период. Да, секако. Вака покрај карциномот на тестис, кај што веќе кажавме, и менталното здраве кај мажите, овој месец и за превенција за карциномот на простата и ран скрининг и откривање кај повозрастната група. И сега малце околу карциномот на простата, околу симптомите, да објасниме кај повозрастните и кога треба да се јават на уролог. Марина, мислам дека ова движење што го збориме сега за кое што гостуваме тука, односно како се вика на македонски, новембар, ти рече како се изговара на македонски. Да, на македонски. Мислам дека има започнато во Австралија 2003 година баш за со цел превенција за карцином на простата. Да. Односно за подигање на свеста за пациенти со карцином на простата. Тој карцином, за разлика од други карциноми, има своји карактеристики. Значи, основен ризик фактор за него се годините.
Има една изрека вика ако живееш доволно долго, нормално и ако си машко, ако си женско не. Ако живееш доволно долго и ако си машко, ќе добиеш карцином на простата. Или хиперплазија, Или минимум Хиперплазија или карцином. Така да девојже сите да живееме доволно долго, али да превенираме, односно да диагностицираме навремено карцином доколку има. Ние како хирурзи многу сакаме да оперираме, меѓутоа не секогаш операцијата е решение за карциномот. Нормално тука играат улога и други фактори, значи односно други маркери по кои ние гледаме кој е стадиумот и донесуваме одлука како да постапиме. Точно. Што се однесува до карциномот на простата, генерално се сугерира на мажи над 50 години еднаш до два пати годишно да посетуваат уролог. Доколку некој маж има генетска преиспозиција, односно веќе знае дека има мутација на некој ген, значи таа контрола се почна од 45-та година. Порано, така. Да. Контролите уролошки вклучуваат, значи ехо на урогенитален тракт, вклучуваат испитување на ПСА маркерот и вклучуваат, за жал, мислам, еден непријатен преглед за мажи кој мора да се направи и ги охрабрувам сите луѓе да го направат на одредена возраст, тоа е дигиторектален преглед на простата. Значи да се палпира простатата. Кога ќе имаме ние тие податоци, точно знаеме дали е потребно да правиме дополнителни следувања или ќе ви закажеме контрола за година дена и да не се секирате за, да речеме, за простатата во таа година. Значи знаеме дека се добри. А карциномот на простата е споро растечки карцином. Значи не е од тие карциноми што може да ви изненадат. Не да боже карцином на панкреас и така натаму. А што се однесува до симптомите, нема симптоми. Симптоми нема. Кога доаѓаат симптомите, како што знаеш ти си онколог, Марина, особено за овој карцином, веќе е касно. Да. Така да раниот скрининг на постарата, односно средната Да популација, насочиме скринингот, околу скринингот, ради тоа што често пати доаѓаат веќе кај нас, завршуваат кај нас, затоа што стигнале до стадиум каде што болеста е проширена, а пациентот се уште не се упатил на уролог воопшто. Значи, ќе дојде, да речеме, со неки испитување компјутер, скен на коски и болеста веќе проширена. И тие пациенти недоволен, мислам дека скринингот кај нас, особено за простата кај повозрастните. Тоа е дискутабилно, тоа е многу интересна тема, вака се дискутира и во светот. Значи, дали е потребен повеќе скрининг? Некојаш, да речеме, овие земји, сега не збориме за балканските земји, али збориме за Америка и Европа, имаат проблем со overdiagnosing. Значи, како што ви кажав, не секој карцином на простата е захтевен за третман. Значи, имаме за карциномот на простата, имаме ситуација на active surveillance, односно имаме watchful активно waiting. следење, Да. така, да се следи. Така да има хирурзи кои многу сакаат да оперираат и одлучуваат да ги оперираат сите пациенти. Да. Меѓутоа мислам дека треба голем за секоја операција носи ризик, за еректилна дисфункција и тука треба да се еректилна размисли не дисфункција, веднаш да се особено оперираат. радикалната простатектомија е една многу сложена операција. Така да во најголем број случаи се губат тие нерви, нели, што го инервираат пенисот. Има процедури на nerve sparing, меѓутоа не е исто како да не е пациентот опериран. Така да не секогаш операцијата на карцином на простата е метода на избор. Да, ова ќе биде збунувачки за гледачите, заради тоа што нели се они мислат дека хирургот е спасител во вакви ситуации, меѓутоа во вашава специјалност секако дека е нешто ние различно. Пред се треба да ги гледаме пациентите како да ги спасиме, не само не е важно дали ќе ги спаси хирургот или ќе ги спаси онкологот или ќе прават редовни контроли. Идејата е пациентот да има, значи не само lifespan, односно долг живот, идејата е да има и квалитет на живот. Точно, квалитетен Мислам, живот. се повеќе во светот се работи на одржување на квалитетот на живот. Квалитет на животот. Така да да се вратам на темата. Значи убаво ние да имаме рана диагноза на овие карциноми, меѓутоа би сакал да напоменам, односно да резимирам дека не секогаш е потребен хируршки третман. Така. Зборам за карциномот на простата. Се зависи од тоа во кој стадиум е. Да, добро, тука добро соработуваме, мислам дека се онколозите. мислам дека одлично соработуваме. Да. Проблеми и дека имаме доста пациенти што се започнати кај нас на терапија, со онколошка терапија, тоа е хормонската терапија. Да. И дека барем некои од несаканите ефекти во тек на операција се избегнати, меѓутоа еректилната дисфункција Таа не е избегната. не е избегната, да.
Да. Дали се кај вас имаме некои пациенти обратени од онколог на психијатар околу ова за еректилна дисфункција? Да. Што се на хормонска терапија? Дали доаѓаат, сакам да кажам, дали посетуваат психијатар, разговараат, пошто имаме често пациенти прашуваат да речеме каде да се обратиме и дали доаѓаат, ние ги упатуваме, да речеме, одете на психијатар, разговарајте. Дали имате вие такви пациенти? Да. Тоа Имаме сакам. Дали доаѓаат, зашто често пати се срамат, не кажуваат, да. Ние имаме гранка во психијатријата, се вика психоонкологија, односно работиме паралелно, знаеш како, не ќе ме без намера да ги психиатризирам многу работите, бидејќи тоа е многу модерно, меѓутоа во многу има психијатри и во настанувањето на болестите и во бидејќи борбата со малигните болести е долготрајна, измачувачка, сите тие процедури, сакаш хируршки, сакаш радиацијата, сакаш хемотерапијата и тие експерименталните други биолошки терапии, сите се тие долготрајни, меѓутоа не се без несакани ефекти, а несаканите ефекти се сериозни. Не е само тука заморот, паѓање на коса, кои што се секако сериозни, меѓутоа има многу други, меѓу нив е и импотенцијата и така натаму. Знаеш што сакам да ти кажам? Мислам дека тешко ја прифаќаат, многу тешко и мислам дека губат машкоста, се чувствуваат неспособни, се осеќаат невредни, така невредни, безпомошни, безпомошни, да. И тука е голем проблем. Ја мислам дека тука го избегнуваат контактот со психијатар. Секако. Има многу пациенти што го избегнуваат, не одат на психијатар и тука сите проблеми ги пренесуваат на семејството и тука настанува тој проблем голем во семејството. И страдаат жените, децата, да речеме све што е околу, а воопшто не се обраќаат на психијатар. Јас стварно не знам. За нас мажите, знаеш, урогениталниот тракт има и една символичка димензија и е одраз на нели еволуциски, нели како да кажам, има значење. Така да не е тука само медицинското, него има и символичко значење и било каков проблем во овој тракт урогенитален го сваќаме ние како некаков сериозен проблем, како чувство, тука се буди чувство на безпомошност, на нереализираност, на засраменост, на неефикасност, губење на својата улога, и тоа секако дека се одразува на претходно што ги спомнавме на тие партнерски релации, меѓутоа се одразува тука фрустрации се јавуваат многу големи, па се обвинуваат и партнерите и тоа е проблем на целото семејство. Така е. Така да тука е многу сериозна тема која што кај нас повторно ти кажуваме табу тема. Многу ретко се разговара, кој ќе се разговара веќе кога ќе додат симптомите во толку напредната фаза да тука и ние некако тешко можеме да помогнеме. Мислам, ние како психијатри и вие како медицинари, онколози и уролози, така да сериозно е. Да. Имаме често пати не ја прифаќаат хормонската терапија, значи пациенти што не ја прифаќаат. Да. Откога им ги кажеме несаканите ефекти дека ќе има еректилна дисфункција, пациентите едноставно не ја прифаќаат. Да. Не сака да ја прифатат поради тоа. И дури кажува ќе си живеам со карциномов, не примам никаква терапија. Јас имам една анекдота интересна ќе ти кажам. Нас не викна на конзилиарно на клиника за кардиохирургија на пациент кој што треба да добие трансплантација на срце. И донор е женско, треба да добие маж, нели, маж да е реципиент. И он вика јас не ќе да примам женско срце. Заради тоа што да, сериозно, па требаше да разговараме, да убедуваме, вика одличен е донорот, мислам, димензијата, хајла типизација, значи се е супер. Ја вика не сакам да примам женско срце. Јас сакам машко срце да примам, викам не сме во позиција ни да бираш што е дали како Кај овој пациент си има многу работа. Во Хјустон се чека, во најубавите најразвините центри се чека со месеци, со години, луѓе не стигнуваат да го добијат срце, така да човеков не ќе да прими женско срце. Само да кажам, тоа живото загрозувачка, вика пред да ќе чекам, ќе ризикувам него да примам срце, ставен на програм веќе, така да сериозна е работата. И ние имаме слични ситуации. Сега оперирав пациент со карцином на простата пред некое време и нормално му ги објаснувам, значи ова како да кажам, сите несакани ефекти кои може да следат. И при тоа му објаснив дека постои и операција како нерв сперинг, односно сочувување на тие нерви со цел сочувување потенцијално и на ерекцијата. Меѓутоа, значи во зависност од кој е стадиумот, јас ќе одлучам дали треба да направам. Пациентот на тоа кажа: "Докторе, спасувај ги само нервите и потенцијата, ако треба и остави карцином, само спаси ерекцијата." Така да сакам да кажам да потенцирам на
на тоа како луѓе, односно да акцентирам како мажите практично ја гледаат ерекцијата Како ја и доживуваат. колку е за нив важна. Значи некогаш поважна и од вкупното здравје, доколку ти оставиш на таа операција карцином, тој пациент не е излечен. Односно треба потоа да иде на зрачна терапија, Џабе на ќе биде онколошка самата терапија. точно И пациентот вика, интервенција. докторе, на мој ризик, Да. те молам само сочувај ми ги нервите и да оставиш карцином не е толку страшно. Кога терам, да терам. ми ги сочуваш нервите. Така да тоа со еден, мислам, со овој пример, Многу психолошки моменти има со тука. овој пример многу Да, кажува за нашиот менталитет. Така. Нешто. Односно кои ни се Не знам приоритетите. како Во Европа различно да, е, во вам Европа, интересира? да. Не знам Во, како е во во Европа, Европа. многу интересно прашање. Интересно е бидејќи во Европа и Америка е многу различно. Тие што ја кажав методи на active surveillance, watchful waiting versus операција, односно наспроти операција, е многу различно во Америка и во Европа. Американецот не сака да знае дека има карцином. Значи, ако има карцином, вика, вади го. Не сакам, не можам да спијам, значи, Ако не знае сакам дека да имам има карцином. нешто. Да. Така. Европјаните обред вика имам карцином, добро, ќе го пратам, ќе видам. Ако треба ќе го оперирам, ќе ми каже докторот. Така да Че они ги слушаат на докторите, мислам ги дека слушаат повеќе им мислат докторите, дека да, американците веруваат не во сакаат- медицината, да. американците не сакаат да знаат дека има карцином во нив што расте, што не ги осудувам, нели нормално да ти каже некој имаш карцином, али под контрола е. И сега ти треба вечерта да си легнеш И да ти е се. и да заспиеш се мирно. Јас имам карцином, окей, под Ќе контрола. следиме, е. да, ќе следиме работа. Така да, повеќе ги разбирам американците во случајов, со тоа извади го карциномот, односно третира го карциномот, не сакам watchful waiting. Значи не сакам да чекам да Че се дојде оперираат. А Се кај нас оперираат како и е? одат на или се промоција. третираат. Или се третираат Да. онколошки. Или се спомнам, да. третираат. Кај нас како е, онколошки. кај нас како е, баш ме интересира вака, според Кај кажа кај нас имам доста пациенти што чекаат доста за операција, чека да размислам, се плашам. Ај ке ти кажам, сега ми доаѓаат внуците од таму и таму, да се видам со внуците, па ќе Да размислам, мислиш па дека ќе е Свадба кажам. имаме да Да. истераме свадба. Имаме свадба, да. Значи, Кречиме дома, буквално нели? се молиме со пациентите за операција. Така. Сега имам еден пациент млад кој има 48 години со карцином на бубрек. Значи веќе 5 пати му се јавам, викам, дојди да се оперираш. Ама не знам, тоа операција страшно. Абе викам, не постои пострашно од тоа да ти остане карциномот на бубрек. бубрегот. Операцијата е да ризично, меѓутоа најризично е да ти остане карциномот на бубрек. Човекот нема ни 50 години. Да. Тој страв не го осудувам, меѓутоа не е продуктивен, односно не е Деструктивен? деструктивен е практично за здравјето на пациентите. И преска зборевме за терапијата, генерално не е битно кој тип на дали хирургија, онкологија или зрачна терапија. Најголем проблем е терапијата билки. Односно терапијата што викаат алтернативна ќе пијам ја медицина. таа алтернативна медицина. Ќе пијам ја Билки чаеви и ќе ми и помине ќе- карциномот. Таа категорија е многу тешка за разубедување. Значи многу тешко ќе разубедиш дека треба да се оперира, некогаш и невозможно. Се губи трага од тие пациенти и за жал, мислам Се не губи сакам време. да се губи време, се губи трама, се губи трага и Да, и на доаѓаат крај пак доаѓаат кај доаѓаат во стадиуми. Онколог на крајен стадиум доаѓаат пак на крај на Доаѓаат- онколог, доктор ќе помогнете и ти веќе тука си безпомошен да не Мислам почнеш. сега да не се сватиме погрешно, немам ништо против таа да речеме билна Билка, терапија алтернативна, али таа нека биде односно Дополнување. нека биде дополнување на третменот. Нека биде резервирана Истото ние ги нека биде советуваме. резервирана за оние случаи кај што медицината не стигнала да му овозможи решение. Така е. Кај што медицината дава решение, дава третман. Искористете од тој третман. Алтернативната терапија има случаи, не дај Боже, иноперабилни карциноми. Нека земе, Да. нека земе канабис, нека земе алтернативна медицина. Така. Има и такви позитивни случаи. Меѓутоа, некаде што медицината има решение, бидејќи во спротивно се губи драгоцено време. Со карциномите борбата времето е драгоцено, сериозно. Да. Види се, многу читаат, мислам дека многу гуглаат, да не кажам, сега Да. пациентиве, Да. гуглаат све. И тука е, мислам дека главниот проблем, дека со тоа гуглање се помалку веруваат на докторите и на тоа што ние им го кажуваме. И мислам дека тоа е најглавниот проблем. Зборам за нас. Македонија е специфично, знаеш, има- Керка ми прочита тоа, син ми вака ми кажа, значи он сите ги слуша освен јас што ќе му Долги кажа. години имаше кампања анти медицина и ако сакате малку сега да биме малце поистраваганти, имаше еден статус вика во Македонија омразата
кон лекарите е фетиш, знаеш, тука малку дека сите некако уживаат во таа, нели, тоа е позната изрека, ако има и така натака, значи тоа се до некаде го разбирам, меѓутоа во вакви ситуации, во вакви сериозни болести, животозагрозувачки состојби, тоа може само деструктивно да биде по здравјето на луѓето и тоа да ги води на крај до твојата клиника, каде што знаеме како какви случаи доаѓаат и се е така малце потамо траурна атмосферата заради тоа што доцнат, губат време со алтернативни методи на лекување, со Да, ама тоа исто тоа што го кажа, тоа е секогаш повеќе кај мажите. Верувај ми дека е повеќе кај мажите. Верувам, Чи како не. повеќе кај мажите, не знам зошто, што е тоа причината кај мажите, са јас сете пак од женски, ако го кажам, а жените ќе излезат посилни од мажите, иако мажите се прават мачомен, така. Жените се секогаш посилни, Да. имаат и повисок прак на болка, нели тоа заради Да. тоа што се родилки и така натака. Значи тоа се е во ред, меѓутоа структурата, цртите на личност и карактерот имаат специфики полови и така да мажите ти реков не радо се вуват на лекар. Го одложуваат сето тоа и мислат дека глумат нешто силни и така натака, меѓутоа пак тоа на крајот на денот е деструктивно по нивното здравје, нели? Така да нема Посебно тука кога се храброст прашање нема, карциномите, да. да, Со кога такви ќе- работи нема играње, нема Кога праење има многу. палпабилна промена или било што треба да се обратат Така директно е. право на уролог според мене, а не да се крие тоа. Посебно за младите треба тоа да го кажеме. Така е. Се кријат, дури мислам дека ако еве им е срам на родители да кажат на некој, бар може да се упатат на уролог преку матичен лекар да си закажат Така е. уролошки преглед иако се млади. Мислам дека имаме интересна ситуација на екстреми. Значи, или имаме хипохондрици, Да. кои доаѓаат да проверуваат постојано промени кои не се животно загрозувачки или Ети кои сплашени практично се да, ништо. Да. Па ти повеќе Значи, искрено ги психолошки, оправдувам. да, а другата категорија кои не доаѓаат и кога треба да дојдат. Ја мислам дека тие екстреми треба да се нивелираат во една да има една средина средина, да. и да се најде, значи, буквално да не се плашиш да доаѓаш на контроли редовни, а да не си И уплашен се повеќе цело време. Контакт сметам дека треба да имате и со матичните лекари. Повеќе контакт, повеќе да се работуваат, да ги кажуваат проблемите и кај матичните, за да знае матичниот лекар кај да ги упати. Така, е, така. Е. Реално, они не кажуваат и директно бараат консултација со уролог или од приватно се кријат. Некои доаѓаат и како директно на уролог. или Ти директно. доаѓа директно од кај да Да. доаѓаш, си дојдов јас ваму таму урологија да јас сум за тука. Кој те прати? Па Не, знам дека сум за да. тука. Генерално мислам дека треба поголема селекција на пациентите. Така, од примарно и од Бидејќи и секундарно ние сме здравство. загушени со пациенти, мислам. Да, што имаме ете- баласт секако. Баласт на пациенти имаме, се рипаат сите нивоа на здравствена заштита. Ги рипа Да, матичниот да, лекар, го рипа примарно, секундарното здравство, секундарно директно на здравство, да. терцијално да. Да. Дали имате вака како група некоја, како да кажам, со онколошки пациенти да соработувате или не? Не, само кои да. ќе не повикаат на консултации, Така. а инаку они се здружуваат, има здружение на пациенти кои што се Да, споделуваат, имаме, нели, своји имаме искуства и неколку така. Здруженија, да, наши. А инаку е добра идеја Онколошки. тоа да почнеме така групно да ги работиме. Треба да размислиме за тоа. Моje Индивидуално мислење дека работиме, треба, да. моje мислење дека треба да има психијатар вработен на секоја клиника. Не мора, можеби не психијатар, али Психолози Така, има, мислам, во психолози има странство е, многу. Психолози Да. треба да има, меѓутоа треба да има, али мислам дека во пракса нема колку што треба да има. Бидејќи знаете, таа информација на Посебно пациентот кај кога нас. ќе му се каже дијагнозата, која и да е Да се дијагноза, соопшти, нели? вечерта пред операција, болките страшни после операција, се за тоа, значи, не само тешки телесни, да кажам, проблеми, него сигурно и психолошки. Да, да. Така да, а ние како доктори немаме време да му посветиме внимание за толку разговори на секој пациент, значи ти си таму да му објасниш каква е ситуацијата, ти си тука да го Како оперираш, да се реагираат грижиш. пациентите, пошто еве вие сте уролозите први која соопштувате дијагноз, да не сме втори, можам да кажам, што подетално ве објаснуваме. Како реагираат пациентите? Зборам, еве, машкиот пол. Зависно Дали има солзи тука, тоа ми е прашањето. Дали Не. реагирате емотивно или не, тоа- збунети се. Дали? Во шок, веројатно. Во тој момент он те гледа и не знае што му кажуваш. Значи ти кажуваш, му објаснуваш, му црташ, он искача и не знае што се случило. Да го прашаш како се вика, он не знае. Мислам тоа Александар Толку сигурно се Да, повеќе негација, знае. да, после тоа идат тие фази. негираат, да. Негира Значи, не ми, тоа пациентот- мене пак е барам второ мислење така, ама во шок се, зашто тоа е. Пациентот е во сигурно. шок и порано не бев
како да кажам, свесен дека пациентот е во шок, јас продолжувам да му објаснувам. Да му зборуваш. Ја му кажувам професионално за дијагнозата, му кажувам да не се секира. Мислам, во секој случај сум оптимист, доктор оптимист, нели ги делат? Доктор песимист, доктор оптимист. Да. Ќе направиме Ние се сме што во можеме, тие, нели? да. Се сметам во категоријата со пола чаша полна, доктор оптимист. Го водам разговорот со пациентот, ја објаснувам дијагнозата, ја облажувам, значи кажувам до каде е медицината, ги нудам сите опции за третман, дали е хирургија, дали не е хирургија, значи што е потребно. И тоа ви кажувам, претходно не бев свесен дека пациентот во таа состојба не те ни слуша. Така да мислам дека е подобро да го викнеш на уште еден, да му соопштиш за ситуацијата, да му кажеш првични информации и да го викнеш на уште една посета каде што ќе му објасниш подетално што треба да се направи. За да може да го процесуира Да. тоа што си му го кажал, нели? Да може да го процесира. Дали младите доаѓаат со семејството, еве да речеме, со карцином на тестис, доаѓаат кај вас со семејството, со родителите или доаѓаат сами на преглед кога доаѓаат, еве кога треба да ги известите дека има промена, дека е за, дали е за операција, не е за операција, треба да дојде кај нас, не треба. Пошто обично кај нас доаѓаат со семејствата. Ме интересира дали првично кај урологот доаѓа со родителите, со семејството. Со семејствата доаѓаат, да. Бидејќи како што рековме, карциномот на тестис е карактеристичен за Многу млади. младата популација мажи од 15 до 45 години. Тие доаѓаат најчесто со фамилијата, дали со родители, дали со партнер, мислам, Така. дали со девојка, така натаму, значи доаѓаат со фамилијата. Да, како реагираат младите на тоа? Пошто вие први им ја кажувате дијагнозата. Многу е важно како ќе ја соопштиш дијагнозата и конкретно за карциномот Дали ви е на тешко тестис. да соопштите дијагнозата како доктор? Па Нас не е многу тешко, не, не е не е пријатно. пријатно да соопштиш на млад човек дека има Да. карцином. Во никој случај тоа не е лесно. Единствено леснителна околност конкретно за карциномот на тестис е што во најголем број случаи 90% е курабилен, односно се третира, се третира тој карцином. Точно. Значи доколку се дијагностицира на време, се третира, се прави операција и се третира карциномот. Ама се плашат за остварување на родителството, нели, на оставање на потомство. Да. Има Добро, стравови, има. тоа им поминувани Има из глава. стравови, Да, има да. друг тестис, има Да. процедура, А значи може да криопрезервација Се остава. плашат нема дали да, нели, право. тоа е сигурно Да. и со такви прашања Да. ти настапуваат и на Секако. тебе. Друго има чувство, да речеме најчесто после операција, Дека на празно скротално кеса, знаете, се става протеза психолож... или Да, не? се става протеза. Сигурно, Односно, пациентот може да одбере да стави протеза. Зашто Бидејќи се тоа чуе дека чувство да си дека е тоа сквернавен, чувство, нели, телото да, дека му е сквернавено, се разбира. Тоа Као чувство да као палпира кастриран празен со- скротум, Да. со некако е непријатно. кастративно, Значи, нели? Кастративно дело. делува баш кастративно. Така, Така за да тоа ми- таа протеза во тие случаи игра доста улога добра за, да речеме, психолошки кураж. Нешто слично кој кај жените кои ќе направат мастектомија, Така нели, е. после Па, следната така. операција, Така за да им се руши сликата на телото што се имаат за себе, нели? Така е. Точно. Точно посебно кај млад човек, мислам. Разбираш. Во герминативен период. Ако се уште нема и семејство, уште повеќе Карциномите делува. на тести се не толку чести споредбено со другите карциноми, чести, да. меѓутоа се најчести карциноми кај раната машка популација. Односно, како што кажав, од 15 до 40-45 години. И покрај тоа што не се чести, за жал ги напаѓаат младите. И локацијата е специфична, нели? И возраста е специфична Да. и си носи Многу, специфики да. своји. И како доктор е многу тешко да им соопштиш. Да. Пред Некој се податок они, да, дека во Европа да не е само- годишно се дијагностицираат 15 или 17 илјади карциноми на тестис. Ова го кажувам како споредба, бидејќи сега збориме за карцином на Простата. тестис и за И карцином на за простата. Како споредба со карцином на простата, карциноми на простата се дијагностицираат околу 500.000 нови случаи во Европа само. Значи многу Од Многу кои е од кои почест. 100.000 починуваат. Да. Пошто ги Да, компарирам да, сериозно е, кога човек овие да два ги- тестиса, ги обработи. овие два ентитета Што на би ги советувале младите? Види, различно е, убаво кажа, таа возраст кај овој тип на карцином сега се повторив од моите сознанија од хирургија од времето кога бев студент. Значи, возраста е многу специфична и ти на тинеџер да му кажеш или млад човек дека има таква сериозна болест, Дали треба семејствата поише да разговараат, Секогаш, еве, за да секоја бидат болест. поотворени, Да, да. пошто сега таа комуникација малце гледам Виду. изгубена меѓу еве
Па видиш, тоа се деца, нели, тинеџери, тие сигурно дома прво соопштиле, затоа во таа возраст или на партнерот во младата возраст, така да затоа они не доаѓаат сами, заради тоа што ти реков, има символично значење тој дел од телото за нас мажите и заради тоа е специфично и борбата и стравовите што понатаму, дали ќе се врати болеста, дали ќе бидам родител, дали ќе бидам успешен, и тоа е поврзано секако, нели, со хормоналниот дисбаланс, дали ќе имам хормони тестостерон, дали ќе имам, дали ќе имам секундарни полови карактеристики, што ќе примам лекови после, дали ќе примам женски хормони, значи тука на една млада машка особа која што е во пубертет или која има хормонални некакви турбуленции, тоа дополнително ќе им го зајакне стравот и несигурноста и неизвестноста, така да тука треба сериозно да се работи со тие млади луѓе, да им се пружи поддршка во таа борба што следува и да им се објаснат овие нови методи кои што ги работат на клиниката за урологија, така да треба со нив да се работи секако. Треба да се работи повеќе. Да. Добро. Виктор, што би ги советувал ти младите? Јас би ги советувал младите да се грижат за своето здравје, да си осакаат своето тело, својата личност. Многу интересно дека младите повеќе се грижат за колата, дали колата ќе се изгребе, него за своето тело и за своето здравје. Значи, многу интересно, вика, доколку возиш Ферари, вика, третирај го телото како да е Ферари. Да. Кола можеш да купиш друга, телото е тоа. И јас младите би ги советувал тоа што зависи од нив да го прават. Има некои работи што не зависат од нас. Меѓутоа, голем број од карциномите, бидејќи сега збориме за карциноми, значи зависат од нас, односно од нашиот лајфстайл, од храната што јадеме, од тоа колку сме активни, од нивото на стрес. Не, они се многу фокусирани сега околу вежбањето. Многу повеќе гледам Ми се сега допаѓа младина. тоа, ако, нека бидат фокусирани околу вежбањето. Што примаат Тоа протеини, тестостерон. така, тоа ти е добро околу прашање. тоа сакам. Значи, Модерно, да. Пошто модерно прашање, сега гледам дека пијат секакви суплементи. Значи, јас Како да имам ви кажам. свој став за тие анаболици и не ги сугерирам. Бидејќи играње со хормоните нема. Нема играње со хормоните. Ќе влезете во некој хормонален дисбаланс од кој многу тешко ќе искочите. Пошто поголем дел од младината гледам дека само примаат, само купуваат, Тие зимаат. урбани митови Не се ни тие, знаат знаеш, ни што урбани митови. примаат Види, воопшто. Убаво е да вежбаат, знаат, не убаво е знаат да што се грижат за примаат. своето тело, за своето здравје. Меѓутоа, нека се Света е задржи тој природна. природен начин. Точно. Се слагам. Да. Се не викам дека не треба можеби да земат Имате вие протеини. компликации или некои уролошки компликации од зимањето на овие? Немаме уролошки компликации, бидејќи тоа е повеќе работа на ендокринолози, нели, Така. хормони. Да. Али во секој случај, земањето на хормони е многу ризична работа. Значи, тотално може да го дестабилизираат хормонално телото. Значи, да влезат во хормонален дисбаланс. Така е. Да, тосно. Значи, сугерирам вака. да не се примаат анаболици за вежбање. Доколку е за вежбање. Немам против примање на тестостерон, каде што нивото на тестостерон на некоја особа Е е ниско. пониско тоа што биде. Да. Тоа е сосема друго. Тоа е Меѓутоа, терапија веќе, не е- Тоа е терапија. Меѓутоа, примање на анаболици за да дигнеш, да речеме, повисока килажа у теретана, А е зо- тотално неоправдано. Да. Така е. А зошто сега еве според вас е според Александар го прават тоа? Зима за да За еве, да достигнат таа слика на телото што сака да Сакаат видат нешто на да социјалните постигнат, мрежи, да нешто, бидат, да. така е, да Не бидат само привлечни тоа. за спортивен Да, пол. привлечни. Тоа е едно, меѓутоа тестостеронот е Не знам хај. зашто се. Да. Тестостеронот е хормон, Еве порано на пример. Ништо не се взимало. Ме зар не разбираш? имало порано. Да, Значи да. не, зборам и еве ништо не се взимало посебно, ме разбираш. Не, убаво Па кажеш. пак убаво изгледале луѓето. Да. Тоа е целата работа, изгледале сега е побаво све на него сега. вештачко свртено нормално. Не само за мажите зборам и за жените, али сега дека за мажкото Секако здравје дека зборува. и оваа прилика ја користиме ние секој пат со нашите пациенти и во вакви некои подкасти, секако да ги промовираме тие здрави животни навики, здрава исхрана, физичка активност редовна, Дека све што редукција е на стрес. висточко не е добро едноставно. Така, од тоа ние го зборуваме, ама во социјалните мрежи нешто друго кажуваат, нели? Друга некој извитоперена имаат слика за како тоа треба едно момче да изгледа, како треба едно девојче да изгледа, и тоа се некако извештачено и по тој стремеж по да се достигне таа слика, некоја фасада, се прават и вакви грешки во чекори. Дали се тоа пластични хируршки интервенции, дали се хормонални некакви екзибиции, така да тука треба човек да биде внимателен и затоа ние нашата улога, нели, и да ги промовираме овие здрави животни навики и да ги учиме нашите и пациенти, и пријатели, и роднини, и клиенти да го променат начинот на живот, да го подигнат нивото на квалитет на живот, за да
ги превенираме, еве ако сакаш како едно closure, да ги превенираме и јавувањето на фреквенцијата на јавување на овие болести. Добро. Околу повозрасната група, освен карцином на простата, имаме нели и други карциноми, карцином на мочен меор, карцином на бубрек. Сега, која е зачестеноста кај нас? Ева, Добро, како те имаш прашања, некоја да. статистика? Па Пошто мислам дека само таа тие два ги статистика, спомнавме од таа уролошките, статистика нели имаме и мочен меор и нема многу да им користи на пациентите Да. статистиката, тоа што Да. ќе им користи е повторно кои симптоми да ги очекуваат и кога да појдат на доктор. може. Тоа ехо што го кажувам, односно ехо преглед ултрасаунд на уринарниот тракт покрива и бубрези и да речеме мочен меор. Тоа значи доколку има некоја формација на бубрегот, некоја туморска формација, дали во бубрег, дали во мочен меор, има големи шанси да се види на ехо. Друга работа карактеристична за карциномот на мочен меор, односно друг симптом е хематуријата, односно крв во урина. Така да доколку Може да го има, видат, нели? односно Да, тоа е видливо. попрецизен да бидам, безболна хематурија. Крв во урина во без болка. Доколку има болка, најчесто станува збор за инфекција. Тоа го знаат пациентите, меѓутоа таа безболна хематурија која доаѓа на понапреднати години, каде што најголем ризик фактор е нормално пушењето, особено за овој карцином на мочен меор, таа хематурија ова не сме да остане неприметена и сугерирам да се појде на уролог, односно на матичен, кој пак ќе опрепрати пациентот на уролог. Да се направат дополнителни прегледи и да се види доколку има некој теоретски карцином на мочен меор кој може да се третира. Сега повеќе се фокусираме за карциномите на простата и на тестис, меѓутоа и карциномите на мочен меор доколку се диагностицираат на време има многу поволна прогноза, односно се прави така наречена трансуретрална ресекција. Тоа е практично минимално инвазивна процедура, туморот се сече и доколку е фатен на време, односно доколку нема пробиено мускул, дополнителна интервенција не е потребна. Доколку е закаснато, има пробиено мускул, треба да се прави порадикална операција, односно цистектомија, вадење на бешика. Али во секој случај апелирам безболна хематурија веднаш да се третира, односно да се отиде на уролог за исследување, односно за дополнителни исследувања. Така. Добро, сега карциномите на мочен меор и на бубрегот се јавуваат и кај жените. Така. Да, за тоа и не ги ни спомнав. Машко здравје збориме, За не машко може да ги здравје спомнеме. збориме, ама добро, на крај да ги спомнеме, да, секако. Александар, што би кажал ти вака како психијатар сега за онколошките пациенти како порака? Затоа што многу, јас според, мој искуство да кажам, додека сум на клиниката, многу ретко мажите посебно се јавуваат на психијатар. Да ги охрабриме дека може да консултира, дека сте достапни. Така. Ние секако дека работиме во интерес на нашите пациенти и без оглед на тоа какво друго некакво соматско заболување имаат, во случајов онколошко. Така што стварно се нашите пациенти комплицирани. Ние како онколози се обидуваме, значи ние ја објаснуваме болеста. Значи самите зборови и прошла подкаста го кажав дека го лекуваат пациентот и го охрабруваат за да доаѓа на терапија, да не се откажува и сето тоа. Али ние не сме толку, мислам, се зафатени сме, гужвата е таа, све и не разбираат и пациентите и сепак треба, така, сепак треба да се консултира психијатар според мене. Кога имаат потреба за поддршка, за медикаментозна, за психотерапија, за било како супортивна терапија на поддршка, така да стоиме на располагање на нив, на сите, да не се кочат, односно да не кажуваат, да не го одложуваат посетата кај психијатар доколку е потребно секако. Бидејќи битката со малигните болести е долготрајна, измачувачка, стравот е огромен кај пациентите. Не само потребно психијатар само за пациентот, него и за целото семејство, да. Затоа што страда целото семејство, не страда само целата држава, нели, економски последици има секако. Животно загазувачки состојби се тие, стравот од смртта е присутен, постојан, и постојано потоа, еве како што кажа Виктор, и после операцијата сигурно кај неговите пациенти се јавува страв, докторе, што ако ми се јави повторно болест, така да стравот од
повторно јавување на Треба да болеста. научат да живеат со тој страв. Така е, и редовно За се тоа, контролираат да. и после лекувањето, така да јас би апелирал да доколку имаат потреба секако да се обратат кај нас за ние да направиме се што можеме да им помогнеме. Да, јас во таа принцип битка. ги упатувам, поразговарате, не е ништо Така. страшно. Знаеш, многу е тешко кога ќе им кажеш на пациентите, да се посоветуваш со психијатар, да поразговараш со психијатар. А јас не сум за психијатар. Така, Јас не Малце е сум луд. тешко, да. Тоа сакам да кажам дека и во светот секој човек си има психијатар и дека тоа е нормално и дека адвокат, треба да и разговара. адвокат и психијатар. Така Да. е. Така да се охрабрат да дојдат и да се погрижиме ние за нивното ментално здраве. Ви благодарам на присуството. Благодарам и на Ти благодарам на поканата. Мислам дека направивме на интересно. конструктивна дискусија. Да, се надам дека ќе им помогнеме на пациентите, ќе им помогнеме на сите да редовно да се контролираат и ете некои од симптомите ако препознаат да се јават на време на уролог, да се консултираат со психијатар. Драго ни беше. Така, ви благодарам.